Добар ден, време е за дневникот на Канал Плюс. Почнуваме со најава на дел од содржините кои денес ги подготвивме за вас. Во страв дека ќе останат без дрва за огрев, граѓаните стануваат лесна мета на измамници. Од полицијата апелираат дрва да се набавуваат од лиценцирани фирми, никако од дивосечачи. На Европските денови на културното наследство ќе настапи фолклорната група Копачка од село Драмче Делчевско. Ќе се представи патот на Копачката до репрезентативната листа на УНЕСКО. Денес муслиманите го слават празникот Курбан Байрам, празник на хуманоста, мирот и хармонијата. Образованието во 21. век е тема на меѓународниот научен конкурс, со кој Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев го слави својот 2-деценијски јубилеј. На конференцијата денес и утре се презентираат 90 трудови со учесници од 9 земји во Европа. Трудовите опфаќаат теми од образованието, филозофија, социологија, менаџмент и историја. Колку и да се прави отпор кон секое ново нешто што е во суштината на човековото битие, да се остане во постојното, познатото, бидејќи ни е полагодно, сепак мора да се прифатат промените кон глобализацијските текови во сите области, па така и во образованието. Ова денес во рамки на меѓународната научна конференција го истакна професор доктор Сонја Петровска, декан на Факултетот за образовни науки. Таа додаде дека мора да се оди напред и да се развива. Еден од сегментите кон кои вклучените во образованието даваат отпор е информатичко-комуникацијската технологија во наставниот процес. Конкретно, за во училиштата. Ние се уште во државата немаме педагози кои што стриктно се занимаваат со на таа проблематика. Развивање на такви програми, педагогизација е потребна за да се имплементира информатиката во училиштата. Тоа секако се движиме напред, бидејќи има сега во последно време многу курсеви, обуки за наставници, реализирани од различни фондови, европски фондови, кои што придонесуваат да се развијат педагошките компетенции на наставниците во насока на примена на информатичката технологија. Друг предизвик во образованието е рушењето на јазичните бариери, посебно англискиот јазик кој е доминантен јазик кај нас, но и во европските земји. Уште една од бариерите кои ги спомна професор доктор Петровска е мобилноста на наставниците во светот. Бидејќи ние тежиме кон создавање на европски наставник, кој што ќе биде компетентен да работи не само во Република Македонија, туку и надвор од нашата држава. Иако за нашиот факултет можам да ви кажам дека имаме програми кои што се европски признати. Веќе имаме многу студенти дипломирани кои што работат во европските држави, и се вклучени во тој високообразовен училишен простор. На меѓународната научна конференција која на тема образованието во 21 век, состојби и перспективи ја организира Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев, присуствуваат учесници од 9 земји од Европа, кои во текот на денешниот и утрешниот ден на планираните сесии ќе ги споделат нивните искуства во однос на имплементацијата на болонскиот процес во високото образование, моделите на комуникација со практика за училиштата и секако градинките, бидејќи образовниот процес почнува токму од градинките. Општина Делчево ќе изготвува стратегија за климатските промени преку методологијата Зелена агенда на фондацијата Милија у контакт. Општината во 4-годишниот план ќе има можност да аплицира за имплементација на проекти на локално ниво. И Делчево се вброи во 10 општини кои се вклучени во методологијата за изработка на стратегија за климатски промени, имплементирана од фондацијата Милија у контакт. Во рамки на 4-годишниот план, општината ќе има можност да аплицира за проекти со кои ќе се бори против ефектите предизвикани од климатските промени, но и за инфраструктурни проекти, за чија што имплементација ќе вложи и свое кофинансирање. Се работи за холандска методологија, Зелена агенда. Покрај овој мек дел, каде што граѓаните ќе имаат можност партиципативно да учествуваат и да ги дадат своите мислења во изработката на стратегијата, општината ќе има можност да имплементира и 2 инфраструктурни проекти.
еден инфраструктурен проект како итна акција кој што ќе биде и се планира некаде во месец декември, а вториот поголемиот значи околу $120,000 буџет, од каде што општината учествува со 50% во овој буџет, значи ќе биде некаде околу мај месец 2016 година, односно по завршувањето на процесот на стратешко планирање во овој дел и донесувањето на итни акции и интервенции од страна на граѓаните кои што се потребни во делот на климатските промени. И ќе имаме можност, значи покрај планот што ќе го добиеме 4 годишен, врз основа на овој документ да аплицираме и за поголеми проекти, со кои што проекти ќе можеме да се справиме со климатските промени, кои што секојдневно ги гледаме во вид на поплави, на суши, на шумски пожари и други негативни ефекти присутни во нашата општина. Методологијата, наречена уште и зелена агенда, во својата стратегија вклучува неколку етапи во своето процесирање, се до крајниот резултат и имплементација на дадениот проект. Паралелно со самата изработка на тој стратешки план, одиме со уште 3 паралелни процеси. Првиот процес е за јакнување на капацитетите на населението на институциите. Вториот процес е за јакнување на јавната свест и подигнување на јавната свест кај населението и сите заинтересирани во врска со климатските промени, затоа што знаеме дека климатските промени веќе стигнуваат и веќе се тука, не можеме да им избегаме. И четвртиот дел кој што е многу интересен и можда најмногу посакуван од населението и од локалните самоуправи е конкретна имплементација на приоритети дефинирани со стратегијата. Општините кои досега имаат стратешки документи за климатски промени преку фондацијата Милеу Контакт имплементираа проекти од типот на изградба на системи за водоснабдување, изградба на нови резервоари за вода, на нови системи за наводнување, но и за реконструкција на фасади на локални институции, изработка на енергетски ефикасни градинки и други проекти. Во Пробиштип денес имаше јавна расправа за студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот изградба на леарница за железо и производи од железо во општина Пробиштип. Заинтересираните граѓани, невладени и други организации имаа можност да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на студијата во писмена форма до одговорните лица во Министерството за животна средина и просторно планирање. Во тек на поставување на лед светелки во Кочани, 4 се веќе намерно оштетени. Се работи за амбициозен проект на општина Кочани, вреден 850.000 евра за поставување лед светелки како улично осветлување, кое треба да резултира со посветли улици и пониски сметки за струја. Несовесни поединци или пак неодговорни млади веќе го подриваат проектот вреден над 850.000 евра со кој градот Кочани заедно со населбата Оризари ќе добијат повеќекратно, поквалитетно и поекономично осветлување. Се уште не наместени сите предвидени сијалични места за лед светилките, некој најверојатно мавајќи со камен веќе скршил 4 од монтираните. Со тоа направил штета од околу 400 евра. Освен тоа, на тие места улиците се во мрак, а минувачите имаат проблем при движењето. Еве ги сменија новите лед светелки, како сте задоволни? Добри се. Јас сум задоволен кај нас и свинија и многу се добри. Повеќе ли се гледа сега со? Повеќе се гледа и тоа се гледа повеќе на улицата него по становите. Еве имаме информација дека во неколку населени места били искршени. Тоа не знам. Што мислите, треба ли тоа да се прави? Не. Тоа не треба и тоа. Тие треба најстрого да се казнат, што ги искршат. Супер, многу се јаки. Светилка тоа е рефлектор, не е некаква светилка. Подобри си далеко, подобри и имат поголем обем на светлост. А гледам дека не е некоја како ние што беа. Ево вие тегите. Се подобри, поквалитетни, имат широк обем на осветлување. Супер, за мене се многу добри, многу ми се свиѓат и убаво изгледат и многу светат. Повеќе светат, така? Се повише светат, многу повише светат. Пред мене се пред зградата, ја тука живеам и гледам, многу убаво светат и ми се свиѓа. Првите две сијалични места кои се искршени се лоцирани во непосредна близина на црквата во градба во населбата Драчевик. Инаку деновиве привршува монтирањето на предвидените 3125 лед светилки,
кој значително ја изменија ноќната слика во градот, бидејќи сега и возачите и пешаците се движат по осветлени и прегледни улици. Вториот ефект секако е економскиот, бидејќи со новите светилки заштедата на струја се преполовува во споредба со претходната потрошувачка. Дека станува збор за револуционерен технолошки зафат, потврдува компјутерското следење на секое сијалично место, при што со еден клик се добиваат податоци за карактеристиките на LED светилката, височината на која е монтирана, материјалот од кој е изработен столбот и слично. Продолжуваме празнично. Верниците од муслиманската вероисповед денеска го слават празникот Курбан Бајрам. Сутринската молитва, а потоа и со молитвата Бајрам намаз почнува тридневна прослава на празникот на хуманоста, хармонијата, мирот и благосостојбата. Големиот празник на муслиманите им го честита градоначалникот на Штип Илчо Захариев, градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски и пратениците во Македонското собрание Никола Мицевски и Трајче Димков. Штип е мултиетнички и мултирелигиски град, стои во честитката, а меѓусебните односи во него се коректни, толерантни и секогаш пријателски настроени. По повод празникот Курбан Бајрам ви посакуваме мир и хармонија, заедништво и толеранција, споделување на материјалното и подчинување во духовното. Честитка до верниците упати и Иса Исмаили, муфтија во источниот регион. Во името на Муфтиство за Источна Македонија и во моје лично име ви го честитам Курбан Бајрам. Да е со среќа, да се прави оно што е најважното. Значи, се што се прави нешто, има значење нешто. Во тоа има најважно е жртвување. Значи, да се луѓето спасат, се правил, друго, само луѓето да не се дират и да спокојно живеат. Најважното е курбан, значи да се приближиш кон Бога и да жртвуваш за луѓето. Снабдувањето со огревни дрва годинава е крајно неизвестно заради недостигот на дрва на продажните плацеви и во шумските стопанства на Македонски шуми. Оваа состојба ја користат измамници, кои веќе измамиле неколку граѓани, останале и без пари и без дрва. Високата цена на дрвата овој период доведе до се позачестени измами, во кои граѓаните остануваат и без пари и без огрев. Најчеста мета на измамниците се повозрасни лица кои наседнуваат на тоа дека дрвата ќе им бидат донесени во нивниот дом, само услов е тие да платат претходно. За таа цел од штипската полиција апелираат граѓаните да бидат повнимателни и да не наседнуваат на вакви трикови. Непознато лице нуди дрва на продажба по поевтина цена, со изговор дека му биле потребни пари за отстранување на дефектот на возилото, пошто ќе ги донел дрвата, а потоа воопшто не се ни појавува. Апелираме до граѓаните на општина Штип и Карвинци, значи да внимаваат при набавка и купување на огневни дрва, односно истите да ги набавуваат од лиценцирани фирми за вршење на оваа дејност со соодветна документација. Исто така се позачестени се измамите со лажни сообраќајни несреќи во кои учествуваат странски државјани. Воочена и појава во текот на годината да вршат измами и со прикажување на факти за случајни лажни сообраќајни несреќи, односно тоа се најчесто странски државјани кои наводно не ги разбираат нашите пари, а за возврат барат од жртвите да им дадат парични средства, а за возврат им даваат лажен зла накид. Неодамна полицијата ги расветли серијата на дрски кражби од страна на двајца штипјани. Предметите кои беа запленети од кражбите им се вратени на собствениците. Беше ми украдено златото на 12-ти, златно ланче со приврзок и ме повикаа до дом да видам дали е најдено. Беме на обвинителството, таму да ме изјави, сега не викна, јас сум толку задоволна од милицијата, тоа како ги викна, јас одма дојдеа у циганското мало, дојдеа они по исказите на тоа, јас што го кажувам, не може да го видам лицето што ми го крадеа, ама по исказите они го одма фана. И толку сум благодарна на милицијата. Ова е само еден од случаите на брзо откривање на сторителите. Она на што полицијата апелира е тоа граѓаните да внимаваат кога вршат купопродажба на интернет, бидејќи биле регистрирани случаеви на лажни интернет страни. Продолжува уредувањето на коритото на Отиња. Интензивно се работи на потегот од полицијата до пешачкиот мост, а акцентот е ставен на хортикултурното уредување.
Јавното предпријатие ИСАР и општина Штип продолжуваат со реализација на проектот за уредување на коритото на река Отиње. Имено поставени се цевките за атмосферска канализација, а од денес започна и хортикултурното уредување на делот од мостот кај полицијата до пешачкиот мост. Согласно програмата на јавното предпријатие ИСАР, согласно програмата на примариус магистр Илчо Захариев, јавното предпријатие започнува со уредување на речното корито на река Отиња. Веќе завршивме до каскадата. Еве од денес почнуваме, ги направивме и прекопите со цевки на атмосферската вода за да може да се сливаат во речното корито на река Отиња. Од денес започнуваме хортикултурно да го средуваме просторот, значи од мостот овде што е кај полицијата, па се до пешачкиот мост, значи од левата и од десната страна ќе биде хортикултурно среден, ќе има пешачка патека, ќе има поставено повеќе клупи, корпи за отпадоци, ќе бидат посадени повеќе цвеќиња, ќе биде раззеленет овој простор, така да се во интерес на нашите граѓани да имаат повеќе зелени површини, да имаат повеќе вакви средени катчиња. Работиме тука во реката, средуваме, гледате кој интензивно се работи. Сега моментално работиме шахта, тука и многу длабока шахта, имаме проблем че се уграде некаде околу 3 кубика бетон и каскади правиме. И еве гледате како се работи сега моментално. Веднаш по целосното уредување на овој дел ќе започне и уредувањето на речното корито до јавното предпријатие ИСАР. Се очекува за неполна година овој проект да биде комплетно завршен. Во рамки на одбележувањето на Европските денови на културното наследство, своја презентација во недела во Музеот Македонија ќе има Сдруженијето на фолклорната група Копачка од село Драмче Делчево. Во рамки на настанот ќе биде представен патот на Копачката до репрезентативната листа на УНЕСКО. По повод Европските денови на културното наследство 2015, Сдруженијето на фолклорната група Копачка од село Драмче Делчево во соработка со Музеот на Македонија и општината Делчево за во недела 27 септември со почеток во 12:30 часот и организираат презентацијата на орото Копачка во Музеот на Македонија во Скопје. Меѓу другото на програмата ќе биде презентирано видео од номинацијата на орото Копачка, ќе биде презентиран и процесот за заштита на Копачката во УНЕСКО на експертите кои што ја подготвија и ја бранеа апликацијата за орото Копачка за впишување на орото Копачка на репрезентативната листа на УНЕСКО. Програмата ќе кулминира со изведба на Копачката и друг пијанечки изворен фолклор од страна на носителите на нематеријалното културно добро, а ќе биде одржана и работилница за изучување на орото Копачка во интеракција со публиката. Јубилејното издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибајнско здравоживо наградено со плакета, која ја врачи градоначалникот на Виница Емил Дончев. Ова се луѓето со кои започна и со кои денес слави јубилеј фолклорниот ансамбл Китка од село Истибања. Цели 30 години ја негуваат, ја надградуваат, ја пренесуваат традицијата која ја наследиле од баби и прабаби и која е историска и културна престолнина на една фолклорна ризница, чии сегменти се раскажуваат преку носиите стари по еден век. 3 децении овие песни, чекори, народни танци и игри кружеа низ светот, го презентираа не само селото, туку и истокот и Македонија. 30 пати кажуваме добре дојдовте и дај Боже уште многу јубилеи да го доживее овој наш првен фестивал не само во Македонија, балканските простори и ширу на светските меридијани. Како единствени следбеници и преродбеници на оваа културно богатство, за 3-децениското залагање на чека и плакета, која лично ја врачи градоначалникот Емил Дончев. 30 години на овој фестивал се видени традиции, обичаи од многу светски земји. 30 години на овој фестивал реферираме ансамбли од скоро сите градови од Република Македонија. За да еден фестивал стојува 30 години, пред се потребно е многу љубов, многу посветеност и многу труд. На главниот концерт кој го следеше бројна публика, се измеша колоритните насмевки на младите учесници од Монголија, Молдавија, Литванија, Турција, Бугарија, Македонија и Србија. А сума сумарум, во изминативе 30 години Виница и Истибања се покажаа како добри домаќини и организатори на најмалку 200 фолклорни групи од Европа, Азија, Африка и Америка.
Лидерите на Европската Унија се согласија утрово по неколку месеци одлагање за поширок и сеопфатен одговор за миграцијска криза во Европа. Решенијата на средбата во Брисел вклучуваат повеќе пари за помош на бегалците од Блискиот Исток за нивно сместување и храна и да се намалат ризиците да тргнуваат кон Европа, како и засилена гранична контрола. Председавачот на средбата Доналд Туск изјави дека резултатот по 7-часовната дебата е навистина одличен и со сигурност подобар од оно што се очекувало. Задоволство изрази и германскиот канцелар Ангела Меркел. На вчерашната седница на министрите за внатрешни работи на Европската Унија, Полска се согласи да прифати 5000 бегалци во рамки на Европската програма за раселување на пристигнатите бегалци во Унијата. Во првата фаза Европската Унија ќе распредели во различни земји 66.000 од вкупно 120.000 бегалци, додека 54.000 ќе бидат во резерва. Централната московска џамија е најголемиот храм на муслиманската заедница во руската престолнина, која има околу 200.000 верници. Новата џамија е подигната на место до старата, изградена во 1904 година и била единствената активна во Москва во советскиот период. Низината целосна реставрација, која што опфаќа и доградби, чинела околу 170 милиони долари, собрани од приватни донации, како и со помош на владите на Турција и на Казахстан. Вчера беа одиграни сите 5 надпревари од третото коло од првата македонска фудбалска лига во женска конкуренција. Фаворитките остварија нови победи и натаму со максимален ефект остануваат шампионот Драгон, женскиот фудбалски клуб Кочани и Конзули. На дното без освоен бод пак се Тиверија и Речица. Табелата по третото коло изгледа вака. Драгон, Кочани и Конзули имаат по 9 бода, Аса Юнајтед 6 бода, Борец и Статов, Топ Гол и Младост по 3 бода и Тиверија Речица без освоени бодови. На националната арена Филип II во Скопје се одигра Суперкупот на Македонија. По 90 минути игра и по продолжение од 30 минути беше нерешено со резултат 1:1. Актуелниот првак Вардар го отвори резултатот во 11-та минута преку Филип Ивановски, а работнички издрмни во 47-та минута, кога капитенот Бажи Илиевски го совал на Гачевски. Во пенал серијата голманот Гачевски му го донесе трофеот на Вардар. Тој ги одбрани ударите на Алти Пармаковски и Ристевски во 4-та и 5-та серија. Ова е втор Суперкуп во рацете на Вардар, откако ваков успех направија пред 2 сезони. Веќе овој викенд ќе се одигра и редовното 8 коло, каде што ќе се надпреваруваат повторно екипите на Вардар и Работнички. Во моментот на табелата во првата македонска фудбалска лига, Вардар се наоѓа на втората позиција, додека Работнички на 6-та позиција. Ова е се во ова издание на Дневникот. Со нови информации се гледаме повторно во Дневникот во 20 часот. Пријатно попладне.